Добро вечер. Со оставката на Зоран Ставревски од сцената на половина од мандатот од 2014 година на ВМРО-ДПМН заминува првата петорка што ја обележа оваа десетилетка под власт на ВМРО-ДПМН. Ставревски им се приклучи на Груевски, Јанкуловска, Миле Јанакиевски и Сашо Мијалков. Тоа е фамозната петорка на преродбата на ВМРО-ДПМН. Образложението е од здравствени причини по совет на лекарот. Тоа имплицира дека Зоран Ставревски, да не беше советот на лекарите да мирува, немаше воопшто на ум дека е дојдено времето да замине од фотелјата министер за финансии. Отсуството на такво чувство за кредибилност, година и пол по првите снимки кои го тангираат токму Зоран Ставревски, покажува дека тој по ништо не се разликува од екипата која толку страсно, приватно на телефон, знаел да ја опише многу поинако отколку кога одел на работа. Да внимаваше малку повеќе на своето здравје и да не седеше 24/7, трошејќи пари на лудаците, како што тој ги нарекува пријателите во владата. Денеска кога правиме салдо на 10 години на Зоран Ставревски во ВМРО-вските влади, ќе прокнижевме поскромни бројки изразени во милиарди евра, кои што Зоран Ставревски ги списка за да ги задоволи одлепените од реалноста, како што знаеше на телефон да го опишува својот премиер. Кумот замина и се приклучи на екипата. Јас додавам дека ова не е можеби конечното заминување на Зоран Ставревски. Впрочем, и лекарите препорачуваат одреден период да се мирува. Така вели оставката. Самата индискреција, која не е вообичаена во ВМРО-вските кругови, упатува веројатно на потребата за воздржаност кога коментираме човек кој е индискретен и ни соопштува дека причината за политичка демисија е здравјето. Многу ми нарекоа, нека ве служи добро здравјето, но приказните за вашето поведение и оставштината ќе бидат предмет на разгледување, не за поука, бидејќи во неговиот кабинет стапнува потполен анонимус во смисла на водечка ВМРО-вска перјаница, која треба да ги контролира парите и желбите на фамилијата. Зоран Ставревски ќе остане запаметен како човек кој шеташе со тракторите низ Џумаилија заедно со субрата Рој. Јас го паметам како министер за финансии кој заборави на добриот вкус и беше подготвен 3 часа да седи во телевизиско студио на безвезна лотарија од компјутер за извлекување работници во македонски шуми, кои потоа требаше да се разместуваат по македонската администрација. Се разбира, неговиот политички легат ќе биде запишан од неговите тајни разговори со Гордана Јанкуловска и клучната реченица: немаме за леп, а трошиме на чоколадо. Таа реченица директно Зоран Ставревски го прави Марија Антоанета на македонската политика. Тој потроши на чоколадо толку колку што никогаш Скопска Европа не заработила од чоколадо. Каде отидоа парите од чоколадото на Зоран Ставревски, ќе има време да се размоткува клупчето. Некои тврдат дека тој можеби на крајот ќе мора да биде сведок на приказната, доколку во тефтерчето или во меморијата ги има запишано клучните разговори и вистинските сцени. Каква е оставштината од Зоран Ставревски е вистинското прашање за нашата вечерашна дебата. Мојот впечаток е дека тој создаде спирала од која на малку подолг рок е променета ДНК-та на македонскиот финансиски систем. Може ли да се каже стоп, а при тоа да не зборуваме за наследникот во неговата фотелја, какви се перспективите? Вечер ве разговарам со Слободан Најдовски, добро вечер, екс-пратеник во 2 мандати, во 3 од кои вие фативте од мандатот на Зоран Ставревски, дури може да се рече во подобрите години, кога не можеше сосема извесно да се препознае галопирачкиот тренд кој конечно во оваа година завршува со 4 милиарди 220 милиони јавен долг на Република Македонија. И Слободан и Крсте Шајновски, добро вечер и за вас, доктор по економски науки и колумнист. Во последната колумна
Пишувате дека без Груевски парите ќе добијат на вредност, а народот на достоинство. Имаме потреба да ставаме секакви украси кога пишуваме текстови или кога правиме најави, но кога ќе се обидеш тоа да го рационализираш, јас немам чувство дека така нападно, само со заминувањето на еден човек, еве замина петорката, е возможно да го почувствуваме тој пресврт. Видете вака, мислам дека 10 години Македонија ја води само еден човек. И токму во тоа е проблемот. Ние во Македонија немаме стратегија која ја спроведува владата. Ние имаме желби кои се исполнуваат во името на едно лице, тоа е Никола Груевски. Сега, извадената реченица од мојата колумна е сосема во ред, доколку предпоставиме дека во скоро време ќе дојде до смена на власта, мора да знаеме дека таквата промена сама по себе нема да донесе ништо ако новата влада не превземе сериозни мерки со кои ќе се обиде да го стабилизира овој руиниран финансиски систем. Тоа не значи дека треба да се магионичари. Доволно е само да престанат раскалашено да го трошат она што го создава оваа кревка македонска економија, за да народот почувствува и увиде дека полека, но сигурно почнуваме да излегуваме од калта во која се наоѓаме сите заедно. Ке се обидам во бројки да ви го објаснам ова сега што го кажувам. Владата на Никола Груевски, иако веќе не е премиер, можам да приметам дека сите се уште ословуваме како владата на Никола Груевски. Не можеме да избегнеме од таа флоскула. А и не смееме да бидеме глупави па да велиме владата на Емил Димитриев. Таман работа. Од 2006 година навам, кумулативно ги зголеми расходите во буџетот за 6,6 милиарди евра, а остварува ист или помал економски раст. Значи, доволно е само да се направи менеджмент, односно порационално трошење на буџетските средства и веднаш ќе се почувствува по-добро менаџирање со македонската економија. Ке се обидам уште низ една бројка да ви го доловам моментот како оваа влада раскалашено... Кога за тоа разговараат под липите, луѓето, јас предпоставам, кои не се економски стручњаци, кои се всушност таргетот на концептите на Никола Груевски, велат: возможно ли е само да избереме влада која нема да краде и некако да се упристоиме да застанеме на нозе? Премногу е прост одговорот ако кажам да. Меѓутоа, сакам да разберете дека ситуацијата е таква дека е многу битно да се престане да се краде. Академикот Ксенте Богоев имаше направено истражување во кое пресмета дека доколку имате доколку бруто инвестициите ви учествуваат во бруто домашниот производ или богатството кое го создава вашата економија од 26%, вие мора да имате минимум 6% раст. Ние во моментот имаме бруто инвестиции во однос на БДП од 32%, ние имаме 3% раст. Заклучокот е или раскалашено ги трошиме, или тие пари одат во джебови каде што не треба да одат. Значи, мора домакински да почнеме да работиме и само доколку така се преструктурираме, се престроиме, можеме да излеземе од кашата во која сега се наоѓаме. И тоа нормално го очекувам од првата нова влада. Овој капацитет на влада, посебно не ова, ни подразно не очекувам дека може или има намера да не вади од калта во која не донесе. Слободан, во разните рецензии за легатот на Зоран Ставревски, кој е поврзан со нашите пари,
Слушнавме се нешто дека е арогантен, самолюбив, самоуверен, што предпоставува веројатно дека имаат право некои што велат тоа е, меѓу другото да не заборавиме, со сите палавости, исклучителен економист. Има една охридска поговорка која што вели љути му се на човек колку што е умот. Кога ќе посакате да ве квалификуваат за поумен од останатите, тоа значи дека мерката за одговорност треба да ви се дуплира во однос на оние што се одлепени од реалностот и имаат само желби. Во таа смисла, бидејќи сте имале полемики во Комисијата за финансирање и буџет во парламент, од почеток Ставревски покажуваше апсолутна нетолеранција за било каков друг концепт, понекогаш дури за најбанален амандман. Видете, не би сакал сега да правам некоја психоанализа на личноста на господинот Ставревски, но моето искуство кое што го имав за тие 2 години од 2006 до 2008, кога тој беше како вице-премиер задолжен за економската проблематика, иако сметам дека тој е главниот креатор на целокупна економска политика во овие 10 години која што ја имаме во Република Македонија, мојот личен впечаток е дека не трпи да некој покажува дали поголемо знаење од него или подобро прогнозирање на одредена ситуација, посебно во финансите во одреден период. И мислам дека секогаш неговиот збор во владата и во парламентот преку претеничката група бил одлучувачки. Она што сакам да го кажам јас со професор Чајновски во еден дел се согласувам дека доволно е една влада да не краде па да ние излеземе од криза. Мислам дека во овој момент трагите кои што ги остави политиката на Ставревски, на Никола Груевски и комплетно на политиката на ВМРО ДПМН во овие изминати 10 години се многу длабоки и дека ние нема така лесно да излеземе од ова, би рекол јас сега, јазол кој економски во кој што се наоѓа посебно во областа на финансии. Се обидам само да ви додадам уште една предпоставка. Многумина сега се обидуваат низ економски бројки да наблюдуваат успешноста на Ставревски. Се согласувам дека кога ќе земете различни статистики, ќе добиете различни портрети. Да. Но она што го изумуваме сега правејќи салдо во однос на нулите и милионите, е одговорноста на министерот за финансии, кој во нормална земја, всушност на некој начин кохабитира со својот премиер. Тој е љубоморниот чувар на касата за било кој проект на министрите, затоа што ја носи одговорноста во однос на јавните пари. Искуството покажа дека Ставревски не беше чуварот на јавните пари. Тој е всушност инвеститорот со наши пари на проектот кој денеска можам да го преведам во како државата заврши кај партијата. Тој е финансирот на проектот како државата заврши кај партијата. Видете, колку да сакаме да избегнуваме од бројките, ако за одредени делови во политиката, во владата или воопшто во државата можеме да зборуваме воопштено, сепак економијата, посебно финансиите се екзактни и тука сакаме или не сакаме мораме да зборуваме за бројки. Зошто она што претходно го реков дека трагите кои што ги остави оваа влада се толку големи што не само сега за наредна влада, него во годините кои што ни следат во долг период ние ќе имаме проблем да се соочиме и да ги разрешиме овие проблеми кои што сега ни остануваат. Само низ неколку бројки ќе ви кажам. Веќе стана банално да повторуваме колку е нашиот јавен долг, кој што јас не верувам на она бројка која што е моментално 45% од бруто домашниот производ, која што ја изнесува и Министерството за финансии и со не оперират и другите институции, затоа што убеден сум дека голем број на фактури лежат во нечии фиоки на буџетските корисници и кои што не се прикажани во јавниот долг. Еве, во овој момент јавно повикувам нека ева на Македонија излезе со податок колку моментално буџетските корисници, државните институции му должат за неплатена струја во изминатиот период и колку е тој рок надмина. Така да ние од тие бројки колку и да сакаме во овој момент не можеме да избегаме. Мора да се признае едно дека Ставревски беше
многу добар манипулатор со бројките и со префрлување на одговорноста од оваа влада на минатите, или пак би рекол, ги криеше така бројките што во јавноста се замаглуваше вистинската слика. Само еден податок ќе ви кажам. Споменувајте го јавниот долг, секогаш дали Ставревски или ВМРО, ДПМН ја споменува 2005 година и вели тогаш Македонија имаше највисок јавен долг во однос на бруто домашниот производ и оперираат со бројката од 39%. Прво, тоа не е точно. Највисок долг досега Македонија имаше 2002 година, 45,6%, ако се добро се сеќавам, од бруто домашниот производ. За 4 години, од 2002 до 2006 година, за 12% поени се намали јавниот долг на Република Македонија. За 4 години номинално се намали за 50 милиони евра. Од друга страна, во тој период, дефицитот во буџетот на Република Македонија веќе дојде под 0,5, дури во една година имаше и суфицит, а во тој период имаме најголем раст, ако земеме за 4 години, на бруто домашниот производ или на економијата на Македонија. Значи, без задолжување, со намалување на долгот, без дефицит во буџетот, имаше економски раст. За овие 10 години, од кога е Велам Ставревски главниот креатор на политиката, затоа што многу убаво се сеќавам. Првата седница која што Собранието на Република Македонија ја одржа во 2006 година и кога она беше бомбастично намалување на ставката на ДДВ за одредени производи, не ја водеше седницата, мислам, не ја представуваше владата тогашниот министер Трајко Слаевски, него вице-премиерот Зоран Ставревски. Тој требаше да биде главниот економски гуру на оваа влада. И сега, ако гледаме од денешен аспект, значи ние бројките, колку да ги избегнуваме, за да се огледаме, со 2-3 реченици да кажем, за да ја се огледаме вистинската слика, мораме да кажеме како се движеше бруто домашниот производ во овие 10 години, како се движеше дефицитот во буџетот, како расте јавниот долг, како сето тоа се одразува на вкупната економска слика. Ако ги земеме сите овие податоци, да ги анализираме, ќе се покаже дека Ставревски е најнеуспешниот министер за финансии од осамостојувањето на Македонија до денес. Дури е на ниво тука со Никола Груевски, според бројките, која беше министер за финансии, и тие се најлошите податоци кои што ги имаме ние за финансиската состојба, посебно во буџетот, одразот кој што го има врз растот на економијата во државава. Крсте, бидејќи минатата недела Груевски во чудно својство на исто место промовираше проект Фитнес на Отворено и во истиот момент ја коментираше потребата од еврообврзницата, како памтам од минатата година, нешто се договоривме, па после 6 месеци да бидат 270 милиони, а вкупната сума е 500 милиони, неважно за разговорот. Помислив дека всушност, ако си оди Ставревски, било логично Никола Груевски да стане министер за финансии, бидејќи единственото што го зборува е тоа како да се финансираат проектите на владата. Ве плашили или ве изненадували фактот дека конечно во министерството стапнува некој кој не е од нашата представа кого Никола Груевски сакал во фотелјата за министер за финансии. Во овие 10 години тоа место го делат Трајко Славевски и Зоран Ставревски. Имаат и партиско педигре, меѓутоа имаат и едно друго искуство и CV. Сепак Кирил Миновски е сосема друга приказна. Толку се може или ова е полесниот начин да се допотпишат работите кои му се неопходни на Груевски? Значи, толку констатиравме, ова влада ништо не остава на случајноста, а најмалку Никола Груевски. Значи, Никола Груевски нема да дојде, да дозволи да дојде човек на таа позиција без негово знаење, без негово убеденост дека тој човек е подготвен да ги спроведе сите негови желби. Така да мислам дека не очекувам нешто спектакуларно да се случи со назначувањето на новиот министер за финансии, односно мислам дека тој само ќе ги дореализира сите желби на неговиот лидер до моментот додека
функционира Му оваа оставали всушност со своето заминување Зоран Ставревски било каков простор, сега зборуваме за година во која вие имате изгласен буџет, вие имате каква таква рамка и кон неа сега мора да се справувате со дозволените инструменти. Ако не одат математиките, мора да одите во ребаланс на буџетот. Ако очајнички недостасуваат парите, мора да емитувате нова евроврзница, бидејќи очигледно е дека домашните задолжувања нема да стигнат. Она што е конечно во последниот квартал оставштина на Зоран Ставревски зборува најтрагично за кондицијата на македонската економска политика, не се случило дури и во изборни години. Владата на ВМРО ДПМН во првиот квартал нешто го списка целиот буџетски дефицит, туку отиде над проектираниот буџетски дефицит во првиот квартал, само затоа што имаше страв дека 24 или 5 јуни се тие избори на живот или смрт. Во другите избори главно ние коментиравме дека 2/3 од буџетскиот дефицит е потрошен веќе на почетокот за да се сервисира потребата од избори. Овој пат Ставревски остава ситуација во која отиде над проектираниот буџетски дефицит во потрошувачка само поради стравот дека овие избори мора да бидат добитна комбинација за ВМРО. Тоа е повеќе од јасно. Секогаш парите ги трошат за да обезбедат гласачко тело за првите наредни избори. Сега малку беа изненадени, односно не очекуваат дека нема да се случат ни на 24 и на 5 туку ќе бидат некој следен период и они ги спискаат тие пари. Ако овие датуми добиваат своји есенски изданија, 6 ноември, не знам кој ноември, тоа значи дека продолжено во оваа концепција на ВМРО ДПМН ќе се троши континуирано за да се одржува приказната, затоа што немаат проблем они со задолжувањето како што можете да приметите. Они ќе направат и ребаланс и евроврзница ќе издадат и ќе трошат додека странските инвеститори ја купуваат таа врзница. Само тука има еден проблем. Има финансиска институција која ја подготвува таа евроврзница, има мала опаска на која мора да внимават и не знам сега која сноси одговорноста, дали нашата влада или куќата која подготвува таа врзница, а тоа е дека на вистина има проблем затоа што на сила е законот за влада каде министерот за финансии, односно заменик министерот или како го викавме функцијата која буваше Кире Наумов, сега дополнителниот министер не го става својот подпис на новата оврзница. Тоа е сериозна аномалија која лесно може да биде после оспорена како долг од секоја наредна влада. Значи иако нема дополнителен заменик министер, не е исчистен законскиот текст во законот за влада во кој што се законот е уште не е променет, што сосема е актуелен и не знам кој треба да внимава на таа аномалија, дали ова влада да им каже на куќата која ја подготвува врзницата или Тешко нас ако се обидуваме со такви ѓаволски детали да се спасуваме од ситуација која очигледно изгледа дека парите очајно недостигаат и дека тоа ќе мора на некој начин да се крпи. Господин Најдовски, кога ги споредувате бројките и се обидуваме да ги упростиме или сега да ги споредуваме со некакви други, без оваа нова планирана обврзница, македонските обврски на годишно ниво се веќе над 100 милиони евра само во име на камати, околу 105 милиони евра само во однос на камати. Кога тоа ќе го споредите со финансирањето на политики, образованието е сила, образованието е моќ, па кога ќе го погледнете буџетот и инвестициите кон таа приказна, ви станува јасно дека едно е за промоција, а сосема друго е во спроведувањето на политики кои де факто суштински чинат пари доколку сакате да ги промените работите. Крстево пресмета во една своја колумна дека ако сакаме работите само да ги упростиме, на Никола Груевски за 1% раст на бруто домашниот производ во 2007 година му требаат 220 милиони. Во 2016 година за 1% пораст на бруто домашниот производ му требаат 780 милиони евра. Ете тоа е цената или чинењето на проектот или успехот на македонската прерадба. Видете, главна карактеристика на оваа влада
и посебно на министерот Ставревски беше секогаш при кроењето на буџетот, при проекцијата на буџетот за да излезе пред пратениците, имаше една карактеристика да што планираше зголемени капитални инвестиции и тоа му беше како алиби оправдување за зголемените расходи. Што се случуваше во текот на реализацијата на буџетот без исклучок на сите години наназад до сега. Ниеднаш до сега не се остварени проектираните расходи за капитални трансфери. Наспроти тоа, сите планирани дефицити кои што беа во буџетот до сега, предложени со главната проекција, беа пробиени. И затоа од 0,9 наследен дефицит кога дојде за министер Зоран Ставревски, стигна до 4,2%. Што е понатаму што се случува? Ниеднаш ова влада не излезе со стратегија на која што ќе обстани во управувањето со јавниот долг и во управувањето, односно трошењето на буџетот. Ниедна стратегија фискална која што досега има донесено, ја нема реализирано, посебно во проекцијата на задолжување на нивото на јавниот долг и во проекцијата на дефицитот на буџетот во кој што ќе се по однос на буџетскиот дефицит, најавува амбиции на некој среден рок, како полека ќе се симнуваат по ставите. Секоја година го померуваат. Секоја година всушност одеа со стратегијата од 2012 предвидува дека до 2014-2015 ќе слезат на 2,9%. Па наредната година, бидејќи стигнеа до 4,2 наместо 2,9, проектира дека 2015 ќе слезат под 3%. Па планира 2016 и ниеднаш досега тоа го немаат реализирано. Но сакам да се вратам на она ваша констатација дека во првите 4 месеци го пробија дефицитот. Мислам дека последниот месец има дури суфицит во буџетот. Но што е играта сега? Тука е играта. Каде се е појавен суфицитот и каде се скрати? Се скрати на капиталните расходи. Таму каде што треба да има буџетот развојна функција. Од друга страна, растат расходите за плати, растат така наречените трансфери, во кои што јавноста нема доволна увид за што тие се наменети. Ако се вратиме зборувате јавноста, која ќе се обидам пратеник да прашам која има контролната функција затоа што го гласал буџетот, ми превртува со очи затоа што одговорноста е дотаму дека нема ни транспарентност пред пратениците во собранието, а не пак нашата бајка дека јавноста би требало малку посериозно да биде упатена за овие габаритни ставки кои што се нарекуваат чудно, а во нив има се нешто. Морам јавно да кажам, кога бев како пратеник во опозиција, ме изненади министерот тогашен Трајко Слаевски. Кога побарав на седница на Комисија за финансирање и буџет, да ни ги образложи ставките за кои што беа наменети за купување на опрема и возила. И навистина, прв и последен пат тога се случи, тој ни достави конкретно за што ќе бидат потрошени парите, иако во програмата на ВМРО-ДПМН во 2006 година беше стриктно наведено 0 расходи за возила, 0 расходи за опрема. И мислам дека моја предпоставка е дека тогаш министерот Слаевски претрпи најголема критика внатре во самата партија, затоа што се обиде да биде транспарентен према пратениците да знаат за што се трошат парите. Замислете како транспарентност да мораше да ви пише Ставревски дека имаат намера да купат Мерцедес од 600 милиони. Како се одвиваше работата понатаму? А и мислам во последно време македонските финанси стануваат, посебно буџетот, толку затворени што мислам дека не експертската јавност, не македонската јавност, него и оние кои што би требало да бидат информирани, кои што вршат ревизија на трошењето на државните пари, немаат увид. И затоа на почетокот што господин Очајновски го рече дека доволно е владата само да не краде, па да излеземе од оваа ситуација. Јас мислам дека тоа не е доволно. Нас ни треба една нова стратегија, не само со управувањето на
јавниот долг. Нас ни треба стратегија каде што ние ќе изградиме буџетска политика, каде што ние имаме моментално страшно лоша структура на буџетот, во која што само уште една реченица, каде што капиталните расходи и расходите за стоки и услуги кои што треба да придонесат за развој на македонската економија се сведени на минимум. Дури имаме ситуации кога капиталните расходи се помали од дефицитот на буџетот, што значи ние и задолжувањето кое што го правиме во Република Македонија, дали на домашниот или на странскиот финансиски пазар, не го инjектираме за развој на македонската економија, туку за проекти кои што ќе бидат наше бреме во иднина, а не наш поттик за развој. Овде правиме пауза за реклама. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 30.9.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегови. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. ЕВН Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во ЕВН Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evn.mk. ЕВН, секогаш тука за вас. Прилепска газоза. Освежува и зближува. Голема летна аутлет промоција во сите салони на Мебел Ви. Не чекајте да ви светне. Сами запалете го светлото. Огромен избор и попуст на над 100 производи. Гарнитури, комоди, детски, спални и плакари, кујни и трпезари. Ве очекуваме. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Планирате патување? Пред поаѓање подгответе се со Linex Forte. Земањето Linex Forte пред патување им помага на цривата да се приспособат на промената на храна и на вода и се намалува ризикот од појава на проблеми со цревата. Одморот започнува со Linex Forte. Со Златен дап играј за твоите 1 милион денари. Собери 5 капачиња 0,33 или половина литар или 3 капачиња од 1,5 литар дап амбалажа и испрати ги во Прилепска пиварница и секоја недела освој една од атрактивните награди: iPhone 6, велосипед, дрес или фудбалска топка. А во главното извлекување на 19 август и неверојатни 1 милион денари. Повеќе на страницата на Златен дап. Космо ви го представува Енрике Иглесијас. 20 јуни во Скопје. Бидете дел од овој неповторлив настан. Космо, убавина на живеењето. Создадена поинаква. Создадена за мене. Кокта. Од утре си на одмор? Супер! До крајот на денот мора се да завршиш. Да испратиш мејлови, напишеш извештај, направиш презентација, да ги доставиш документите. Ако не сакаш да прегориш, освежи се со неодоливиот Нескафе Фрапе и биди ладна како лед. Заедно е подобро. Изберете VIP комбо пакет и добијте телевизија со најмногу HD канали, супербрз интернет, фиксна и мобилна линија. Се во едно. Без предплата цело лето. Јавете се на 0800 787 87 и нарачајте. Повеќе за вас. VIP.
Вила Фреш. Свежина кога ти треба. Биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond со рум во 2 заводливи вкуса. Best Beyond, чекор што менува се. Ти реков ли да се подготвиш на време? Со денови ти кажувам дека моите доаѓаат. Секогаш ме срамотиш. Убаво ми викаш. Доаѓа да зовриеш. Освежи се со неодоливиот Нескафе Фрапе и биди ладен како лед. Хотел Тино Свети Стефан. Ќе дојдете како гостин, ќе се чувствувате како дома. Совршен избор за вашиот одмор и уживање. Спа и велнес за совршена релаксација, сместен во идиличен пејсаж на населбата Свети Стефан. Тино Спа и велнес, здравје и енергија. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит кафе. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Кога се работи за здравието, за нас и најмалите детали имаат големо значење. Обезбедивме најдобар тим доктори, врвна технологија, искусен персонал, безпрекорна услуга. Станавме прва болница акредитирана од Joint Commission International, со што докажавме нашиот квалитет и безбедноста во грижата за пациентот. Денес Аџибадем Систина е препознатлив лидер во регионот. За животот се работи. Клиничка болница Аџибадем Систина. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Професор Шајновски, малкумина знаат дека фамозната телефонска снимка на бесниот министер кој не може да го состави ребалансот на буџетот, всушност е после годината во која тој најслободно мафташе обезбедувањето да му ги избрка опозиционите пратеници кои се дрзнале да му побараат од расходната страна на буџетот да симне 200 милиони. Само неколку месеци подоцна, телефонското сведоштво во разговорот со Гордана Јанкуловска покажува дека Ставревски е апсолутно свесен дека тоа е неверојатна математика која што треба да ја направи. И освен тоа што констатира дека се лудаци, додава една важна работа. Тој вели Америка да бевме, немаше да издржиме. Во таа иста година, многу подоцна, пред некоја недела, дознавме дека во ист период Никола Груевски во својот кабинет се преслушувал со астролог, гатачка, не знам како да ја наречеме, и таа му опишува дека во таа истата година се топ и дека дури Обама да дојде, да има избори, тие би го победиле Обама. Предпоставам дека едно од поголемите разочарувања за Ставревски е дека паралелно со финансиите се бавела и гатачката, а не само тој, бидејќи тогашниот премиер Груевски е прилично љубопитен околу аспектите на Меркур, Уран, Марс, ретрограден во однос на прашањето кога ќе стигнат парите. Ви дали нормално дека може да сте толку многу дрзок и да знаете дека е невозможно, дека безобразно ја пумпате приходната страна на буџетот и правите политички скандал, наречен Црн понеделник, и продолжувате во приказната, разоткриен сте низ бомбите, продолжувате уште година и половина и денеска оставате состојба во која моето повторно прашање е има ли излез доколку ние брзо не одиме на избори и дали може воопшто да се пресмета цената ако продолжи ваквата политика до некакво можно соочување на изборите како што сака ВМРО-ДПМН 2018 година на редовни избори? Значи, повторно ќе кажам, излезот го има,
Нормално некако колегата што ме разбра дека е доволно само да не се краде. Меѓутоа, без развојна стратегија, без владата која ќе дојде, да не направи стратегија што тоа и како планираме да одиме понатаму, неизвестноста и понатаму ќе трае. Македонија е мала и сиромашна економија. За мала и сиромашна економија единствен спас е извозно развојна стратегија. Значи мораме да бидеме извозно ориентирани. Сега, ако сите капацитети и механизми, инструменти на една држава не ги впрегнеме да го обезбедиме клима, македонската економија да се устрои кон надвор, ние нема да можеме лесно да се излечеме од позицијата во која се наоѓаме, па дури и доколку се откажеме од крадењата кои досега ги правеше оваа влада. Значи, во моментов извинете, само да го дадам. Во моментов имаме стратегија на проекти, каде главен реализатор е премиерот кој има улога на градоначалник на државата. Значи секој ден оди од место до место со микрофон и исполнува желби на одредена група на луѓе. Од друга страна, исто така имаме огромни средства кои ги трошиме на непродуктивни цели, кои исто така краткорочно ни ги задоволуваат потребите, а долгорочно ни предизвикуваат огромни штети. Кога ќе направиме стратегија во која 9 милиарди богатство што го создава годишно оваа економија, ќе го канализираме онака за да го структурираме македонското стопанство на начин да можеме извозно да го ориентираме, а при тоа се откажеме од системот на кој досега се работеше, мислам дека дури тогаш ќе почнеме сериозно да веруваме и да чувствуваме дека нешто може да тргне на добро. Во овој момент во преден план е тој наратив дека нешто е малку проблем со демократијата, овој малку има железни раце, но буквално до скоро приказната со економијата изгледаше како најдоброто алиби на оваа влада. Тој феномен е тешко кршлив и пред 2 дена во парламентот, меѓу другото, некои од пратениците на ВМРО ДПМН и веројатно ќе треба да се упростат тие расправи. Јас не поднесувам кога ги гледам како се делат во наше време колеги, во ваше време колеги, но беше некаква годишнина од кога владата на Бранко Црвенковски не го подпишала проектот Ауди. Еви јас како новинар, како се вика, тој датум го немам некако забелешено. Ние сме дотаму лоботомирани да всушност во нашето сеќавање тоа е една голема грешка на македонската влада. Кога денеска ќе споредиме како честиме меѓународни инвеститори само да дојдат во Македонија, колкава е цената на експериментот со Джонсон Контрол по 2 пати да отвараш фабрика за да ги отвориш новите кругови на субвенција од државата, ми се чини дека сега на некаков пиедестал се крева одлуката на македонската влада во тоа време да не ја прифати понудата на Ауди, затоа што по условите што ги бараше Ауди, тоа не прави како описот од некој часопис, заборавив кој, меѓународен, кој вели дека Македонија е рај за инвеститорите, но робство за работниците. Тоа беше позицијата на која се кршеше проектот Ауди. Ми се чини една добра епизода која поучува не гледај како се вика брендот, ако тој во основа не те мапира на начин на кој што опишува сега нашата влада. Само да ги имаме тука Джонсон Мети, Джонсон Контрол, не знам кој уште се, доволно е, иако ние го финансираме целиот проект. Па видите, мораме ли да почнеме со такви мали чекори полека да ја кршиме оваа приказна која е надуена со милиарди, а во основа тешко разбирлива во атмосфера во која ние всушност и немаме никаква полемика за најсериозните прашања. Не, прво ние мора да разбереме дека не смееме, односно владата не смее да си дозволи да води политики кои прво ќе размисли како пиаровски ќе ги продаде, а потоа каков реален ефект имат во економијата. Значи, привлекувањето на странска инвестиција за секоја економија е значајно и предизвикува бенефити.
Меѓутоа многу е битен начинот како ќе ја продаваш твојата земја надвор и кој тоа и под какви услови ќе доаѓа во твојата земја. Ако ти својата економија ја продаваш како ефтина работна сила, земја во која има ефтина работна сила, и плюс на тоа имаш еден куп бенефиции од ослободување на даноци, од ослободување на придонеси, односно бруто платата му ја бенефицираш. Ти во суштина ефектот позитивен, оној што треба да го добиеш, може да на крајот излезе и негативен. Ние допрва ќе ги чувствуваме последиците од бенефициите кои ги добиваат странските компании и нарушениот однос помеѓу домашното производство и странското производство. Да не зборувам за субвенциите во земјоделството, кои по толку издашно испумпани пари, ниме субвенции, ние не успеавме да воспоставиме врска помеѓу производството и извозот. Да не објаснувам колку сериозно е нарушен пазарот на трудот со оглед на бенефициите кои одредени компании ги добиваат, а други компании не ги добиваат. Значи, се тоа политики кои новите луѓе кои ќе дојдат ни подразно не смеат да ги спроведуваат во име на продажба на приказката дека привлекуваме странски инвестиции. Вие до ден денеска не можете да најдете податок колку македонската економија ја коштат овие странски инвестиции, затоа што тоа било деловна тајна. Иако се знае дека за парите на народот и за парите кои се трошат од народот во името на народот нема тајна. За крај на разговорот, господин Најдовски, очигледно е дека владата ќе оди на ова еврообврзница од 230 милиони за да си го затвори тој свој пакет од 500 милиони што ете дрскиот Кире Наумов со правото на подпис успеа да го спречи, иако крајно коректно зборуваше дека тоа беше принципиелен договор, прилично коректен договор со Ставревски како министер за финансии. Ако ни се неопходни во оваа фаза 500 милиони во некакво задолжување надвор, што е 15% од проектираниот буџет за годината. Домашните задолжувања веќе без контрола не знаеме дали се поврзани само со враќањето на доспеаните обврски. Секој Ставревски знаеше се почести со плюс десетина милиони плюс. А зашто? Тој вели дека нема потреба да одговара на таквите прашања. Веројатно тој тренд ќе продолжи. Не е розово веројатно дека дома ќе стигнуваме до пари, поевтини пари, со помали камати, ако продолжи овој тренд, а изгледа нужен, а уште повеќе што на домашен пазар ќе врзуваме се повеќе пари, во овој момент имаме повеќе од 1,5 милиарда од домашните ресурси врзани ни за аукциите на Министерството за финансии во државни записи. Прво, господинот Наумов успеа да го сопре тогаш тоа задолжување, но јас мислам уште нешто дека Ставревски и Груевски направија една друга математика, дека тие рачунаја дека 24 април ќе бидат изборите и дека на нив за првите 4 месеци 250 милиони евра им се доволни, па после тоа наново ќе се задолжуваат. Очигледно е дека до крајот на годината, доколку се продолжи вака, ќе мора да се оди на варијанта на ребаланс на буџетот. Според мене не смееме да се дозволиме задолжување кое што ќе биде за буџетска поддршка. Речено за буџетска поддршка. Таа буџетска поддршка подразбира ненаменско и нерационално трошење. Јас не сум против задолжувањето, да се разбереме. Владата или Република Македонија... Немаме време за тоа, одите на поенти. Дека да се задолжува, но тоа да биде крајно наменски и исклучиво во функција на економскиот развој на Република Македонија. Задолжувањето само за буџетска поддршка, тоа е одлагање на проблемите од денес за утре, а ќе дојде денот кога ние сите граѓаните на Република Македонија ќе ја платиме цената
на ова политика која што... Но знаете дека нема да се промени дефиницијата. Повторно ќе биде за буџетска поддршка, бидејќи во буџетот генерално по сите ставки не достигаат парите. Не е тоа некаква капитална инвестиција која отпочнале па не достигаат, па ќе ги земат строго наменски и ќе ни кажат зошто. Апсолутно е јасно. Па тоа е уште еден факт. А плюс не оди во преговорите и Господ знае зашто сеќе притребаат најсни парите. Тоа е уште еден факт зошто треба ова влада да се замене и зошто на Република Македонија и се неопходни политички промени, односно доаѓање на една политика која што ќе оди во насока за задолжување или кроење на буџет во функција на развојот на Република Македонија. Ова актуелна политика тоа не го спроведува и нема таа намера, него е исклучиво ќе продолжи понатаму да се задолжува за купување на чоколади, а чоколадите еден ден ќе ги плаќаме многу поскапо него што се во овој момент. Благодарам на вас што бевте вечерва мои гости, почитувани гледачи. Утре роден ден на ВМРО ДПМНЕ. Замина Ставревски, но не знаеме дали за роден денот во Белата палата ќе бидат кренати платната над многуте од сликите за кои се згрози македонската јавност, на која сепак Груевски и покрај се што дозна за својот кум, одлучи да го остави во сликите во првата петорка. Тоа ќе биде сведоштво за кое веројатно ќе дојдат години во кои Зоран Ставревски ќе посака да објасни некои работи. И ви благодарам што вечерва следевте Вин-Вин.